Продолжуваме сутринска на тема, да се подготвуваме во студиото за нашата утринска тема, веќе ни се пристигнати гостите, но се разбира сега е време да излеземе на терен. На терен темите ги реализира нашата колешка Вања и е подготвена во моментов како што можам да забележам. Вања има актуелна тема или да речеме тема која што е неопходна да се реализира ако зборуваме за такси превозот во главниот град и за она кое што меѓу другото го споделуваат и таксистите за хаотичната состојба во која што се наоѓа такси превозот, но и другите предизвици со кои што тие се соочуваат. Вања, добро утро, верувам ќе биде ова интересен и продуктивен разговор. Добро утро, Ивана, добро утро, секако ќе им посакаме и на нашите гледачи во ова линковско вклучување кое што е прво не само за денеска, туку и воопшто за новата работна недела. Како што најави и ти, ќе зборуваме на една тема која што е важна за сите граѓани, а тоа е такси превозот во Скопје. Деталите ќе ги дознаеме во продолжение од првиот човек на групацијата на автотакси превозници на ниво на град Скопје, Сашо Рајчановски. Добро утро и благодарам што сте дел од нашата утринска емисија. Пред неколку дена преку писмено соопштение реагиравте дека има хаос во такси превозот во Скопје. Што поточно е хаотично и на што се должи оваа состојба? Што е она што најалармантно би требало да се реши? Добро утро. Пака наназад 8 години се таложат проблемите во автотакси превозот. Така да, еве сега кога дојде новиот градоначалник, очекувавме и очекуваме се уште дека ќе почне да се решава проблемот во таксито. Во таа насока и ние во февруар месец, нели и претходно најавивме на средба кај градоначалникот дека ќе доставиме кои се проблемите и начин за решавање на истите. Значи, го доставивме во писмена форма до градот Скопје, кажавме кои работи треба градот да ги направи за да таксито се посреди. Ама тука не е само градот, него и други институции треба да земат учество. Во мај месец поднесовме и барање до владата. Конкретно е премиерот да ги скоординира сите тие институции, бидејќи треба транспорт и врски да изврши измени и дополнување на еден од законите кој 2018 година по барање на 2-3 такси компании се направи една нереалност. Се дозволи да се издаваат лиценци на таксисти без да има вработено возач на возилото, мислам, така не беше. И сакаме да се врати по старо, значи да биде услов за добивање на извод од лиценца да има минимум еден вработен такси возач. Од тогаш почнаа работите да идат некако надолу, немаше никој никаква контрола. Бараме исто до владата, баравме во писмена форма, нели? Трудовата инспекција да излезат со асистенција на полиција, да видат дали има пријавено такси водачи, дали нема. Пазарната инспекција да ги провери таксиметрите. Јас 35 години сум во оваа дејност, не паметам дека некој ги проверувал до сега таксиметрите. Верувајте. Таксиметрите треба да имаат пломба, треба да имаат сертификат за баждареност, тоа никој не го проверува, иако тоа е еден од условите да се добие извод од лиценца. Исто баравме УЈП да провери дали поднесените барања за поврат на ДДВ се содействуваат со пријавени такси возачи, бидејќи наназад години се бара поврат на ДДВ од 100 таксиметри, од 100 возила, а истата таа такси компанија има пријавено 20 такси возачи. Сега што се случува? Тие 3-4 такси компании имаат голем прилив на средства од поврат на ДДВ и прават притисок на градот да се изфрлаат по стари возила, да се купуваат нови возила, бидејќи они можат 2-3 такси компании и целта им е да останат многу таксисти на улица, бидејќи неќе може да ги возат своите возила, да можат кај нив да рентаат возила. И затоа беше најверојатно направена една не закон, него одлука некоја донесена интерна, да не може да се дозвола лиценца или извод од лиценца на возила постари од 15 години. Имавме реакција на 12 пред 2 недели беше, да. Имавме реакција благодарение на вас новинарите кои стварно таа информација ја проследивте секаде каде што треба. За саат, за 1 час, значи добивме информација дека се поништува тоа, може да се приложи како што треба. Сега, очекуваме дека владата заедно со градот ќе почнат
да ги мотивираат инспекторите од трудова инспекција, од пазарна инспекција, да излезат на улица, да ги проверат таксиметрите, бидејќи имаме многу граѓани се жалат дека наплатата не е иста за иста дестинација. На истата дестинација, вика, патникот кажува, вика, мене ми куца таксиметрот 350 денари, со друго такси иде 600 денари. Не може толкава разлика да има. Значи, имаме информација дека многу таксиметри се штелувани на диво. И тоа за 1000 денари. Значи, 3000 чини некаде она регуларно штелување. Даваат 1000, се штелуваат на диво. Значи, никој не знае како се штелувани таксиметрите. Единствена проверка може да направи пазарната инспекција. Да провери, да види дали имаат пломба, дали имаат сертификат, едноставно да го земат таксиметрот, да го проверат има овластени инспекцијски тела. Значи, 3 се овластени инспекцијски тела кои што штелуваат таксиметри. Точно може кај нив да се отиде да се види колку имаат штелувано таксиметри. Значи, граѓаните на град Скопје не заслужуваат да бидат крадени. Значи, ние како такси фела го кажуваме тоа. Треба да реагираат истина. Ние не можеме повеќе од тоа да направиме. Значи, да ги усмериме каде е проблемот и институциите да функционираат. Дали справувањето со оваа хаотична состојба, како што велите, ќе влијае на намалување на цената на услугата практично? Да бидеме реални. Значи, цената не може да се намали од оваа цена сега што е, реално зборуваме. Оние 3 такси компании, кои што, нели, цело време нешто прават, да има хаос, така им одговара, имаат поднесено барање за зголемување на цената. За зголемување на цената и за намалување на бројот на таксисти во град Скопје. Зашто така нив им одговара. Значи, на целата такси фела тоа не одговара. Така да, цената во моментот е реална, согледувајќи ги трошоците за гориво, знаете горивото како иде, деловите, потрошен материјал, не може тука со цената да е, не би можел да кажам ако се намали драстично горивото, ако се намалат репроматеријали, цената на резервните делови, репроматеријалите за работа на такси, тогаш би можело да се намали. Иначе сега оваа ситуација најбитно е таксистите да ги натераме да возат сите со иста цена и по тарифа онаа што има изгласано Советот на град Скопје. Значи, не самостојно да штелуваат таксиметри. Зашто нема такси возила? Се почесто се жалат граѓаните, вика, кога е гужва, нема такси возила. Не можеме да добиеме. Не може да добијат затоа што во самата гужва не сакаат да се јавуваат на повици. Чекаат од место, кој ќе дојде од место, они ќе се пазарат со патникот. Сакате до државна болница, ако куцат 200 денари од таму, 400 денари до државна болница. Значи го користат моментот, бидејќи никој не ги контролира. Значи имаме потреба од контрола. Единствено, некоја институција што ги контролира таксистите е само полицијата. Секоја чест, мислам, полицијата ги застанува оноа во рамките на нејзини надвезности, бара оноа што треба, нели? А иначе за таксиметрите, за пријавен такси возач, немаме инспектори кои што го работат. Споменавте и самиот, и сите секојдневно сведочиме дека граѓаните многу често се случува тешко да дојдат до такси превоз. Дали тоа значи дека нема доволно вработени во рамките на оваа професија и дали е таа атрактивна или пак неатрактивна за младите? Нелојалната конкуренција го прави своето. Во колку има лојална конкуренција во градот, секој биде пријавен, сите таксиметри бидат баждарени, пломбирани, со налепница, со пломба. Секој таксиста ќе излага, ќе работи. А вака демотивирачки делува сегашната ситуација на таксистите. Не сакаат да излезат. Излага, тој до него не плаќа ништо, он плаќа се во старт се демотивизира. Едноставно треба нелојалната конкуренција да се искорени, таксито ќе функционира. Сме функционирале. Секогаш го спомнувам, пак ќе го спомнувам. Поранешниот градоначалник Коце Трајановски за 25 дена го среди таксито. Не собра сите, сакате ли да го средиме таксито? Сакаме. Одлука направивме, заеднички направивме одлуката. Готово. Вика и ние ќе почитуваме и вие ќе почитуваме. За 25 дена
одземени беа 80-90 возила и се среди таксито. Значи, имаме репер како треба да се среди такси. Па еве едноставно нека пијат едно кафе со сегашниот градоначалник, ја верувам дека ќе има резултати. Ќе ви се заблагодарам овде уште една што бевте дел од утринската на Тилма, а во насока на објективно информирање на нашите гледачи само ќе го пренесеме ставот од град Скопје кој што беше пренесен од дел од домашните медиуми, односно од таму истакнаа дека во последните 2 месеца има интензивни контроли со цел да се санкционира нелегалното вршење на такси превоз и како што најавија овие контроли ќе продолжат и во иднина.